На денешната иницијатива за спас на градскиот парк единствена цел и најголемо укажување од моја страна беше да им ги презентираме стариот генерален план, новиот генерален план, урбанистички деталните планови во делот на урбанизацијата на град Кавадарци, поготово на Тисанска улица и тоа што значи околу градскиот парк. Успеавме заедно со граѓаните кои беа денеска присутни да увидиме дека целокупната инвестиција или градба која што се прави од зградите е согласно урбанистичките и генералните планови, завршена од претходните структури на локални власти. Втора работа, воопшто тие згради не навлегуваат во градскиот парк како градски парк, него се надвор од зоната на градскиот парк. И трето, висината на самите згради е ограничена на приземје плюс 3 ката, така да не станува збор за високи градби и за големи градби. Јас како градоначалник, заедно со иницијативата и со граѓаните кои што разговаравме, некои беа дојдени и надвор од оваа иницијатива, некои со иницијативата, направивме заеднички заклучок дека треба градскиот парк да го негуваме малку подобро и да го прошириме како градски парк. Стоиме позади таа иницијатива, работиме на прибирање на податоци, да направиме елаборати и проекти за проширување на градскиот парк, па да видиме во која насока можеме да се движиме исток, север, запад и со каква шума да го пошумиме, исто така да го подобриме малку хигиената и одржувањето на градскиот парк, која што е една од приоритетите на општина Кавадарци и на јавното предпријатие Комуналец. Градскиот парк за нас е еден многу добар среден објект кој што го имаме од 54 година, односно направен во времето на Лјупчо Шкартов, сите знаеме како се направило, зошто направило, а ние сега како генерации треба барем да го прошириме тоа или да го доградиме. Така да мислам дека не е само да го одржаваме. Сакам тука во контекст на тоа да спомнам дека објектот кој што е во самиот градски парк или винска куќа, како што го знаеме, дека тоа ќе биде вински музеј. Нема се користи за комерцијални цели, нема се користи за ништо, ќе биде на локална самоуправа во соработка со винарството во Избе, ќе направиме вински музеј за посетители на наши гости, туристи, странци, да имаме едно винско представување. Така да мислам дека имаме заеднички заклучок и дека општина Кавадарци транспарентно и во интерес на граѓаните си ги завршува натки работите. Задоволни сме од средбата, значи увидовме некои работи, иако ќе побараме и да биде доставено до јавноста целиот првен ГУП, па после и ДУПот со последната измена од 2013. Првично ГУПот е, мислам, генералниот урбанистички план е во 2003 година. Задоволни сме од соработката со градоначалникот, се потруди на сите да ни објасни колку што може повеќе и ние испративме барања до градоначалникот и совет на општина, што ќе ги разгледаат и ќе ги стават на дневен ред. Исто така ќе сакаме да кажеме дека се совневаме во ДУПот кој е донесен во 2013 и за тоа ќе го испратиме на Државен инспекторат за урбанизам и градежништво. Друго, се надеваме на понатамошна соработка, сакаме да ги предупредиме сите граѓани за еколошка свест, да се трудат колку што можат повеќе. Овој град е на сите нас, треба да мислиме и на идните генерации. Секое дрво што е исечено представува помалце кислород, секоја од батерија до штетен отпад, до представува уништување на почвата, токсикизација и се надеваме на поголема еколошка свест дека и општината ќе се вклучи во некои работи, да ја алармира граѓаните, да ги алармира и дека ќе спроведе промовирање на свест како што е првично намалување на моторните возила, користењето на моторните возила. Сите знаеме дека ние сме мал град, каде што од еден крај на друг, што се вика, се стигнува за 5 минути. Треба помалце да се користат моторните возила и повеќе да се застапат другите алтернативни како возила, како што е точак, мислам велосипед и други работи. Затоа се надеваме на понатамошна соработка и разбирање од општината. Градоначалникот наследува една состојба што во оваа фаза тешко може да се исправи. Тоа ни е јасно нас, ние ќе извршиме барање за ревизија до Државен инспекторат за урбанизам и градежништво,
да видят дали таму има некои незаконитоски во цела постапка за изменување на генерален урбанистички план и детален урбанистички план следствено. Така што очекуваме одговор од нив. За тоа време бараме од Советот на општина Кавадарци, од градоначалникот, да времено ги стопират објектите во изградба. Исто така, со градоначалникот постигнаме една согласност за понатамошно проширување на површината на градскиот парк со нови насади и инсталирање на систем за поливање на паркот. Воедно сакам да апелирам до граѓаните, бидејќи ние сме речиси секојдневно посетители на градскиот парк, да внимаваат повеќе на хигиената во градскиот парк. Сведоци сме дека тamo има многу вандализирање на урбана опрема. Сепак граѓанот го создава општеството. Сите ако не се избориме, значи мора секој поединец да внимава на тоа за да имаме подобро општество. Во име на Сдружение за заштита на животна средина Екоживот Кавадарци сакаме да дадеме една позитивна критика за оваа граѓанска иницијатива. Сепак граѓанската иницијатива укажа на недостатоците што биле направени пропусти во ДУП-от, но тука има еден подлабок проблем. Проблемот е во тоа што општина Кавадарци веќе деценијски нема донесено ЛЕАП и недостатокот го гледаме кој е поради недонесувањето на ЛЕАП-от. ЛЕАП-от представува локален еколошки акционен план и доколку беше донесен, бил донесен, ќе се видело дека во ЛЕАП-от, како највисок стратешки документ донесен од градоначалникот и од Советот на општина Кавадарци, таму сигурно ќе пишувало дека на таа територија биле се дозволиви ниски градби, но не изгради. И од таму потекнува овој проблем. Иначе еден апел до градоначалникот, до Советот, до сите граѓани, да ја подигнеме зелената површина, која што многу ни значи на сите нас, и да ги задоволиме оние светски препорачливи стандарди за процентот на зеленило во нашата средина во која што живееме. Ние имаме многу мал процент на зеленило во градот до сега, а мој апел е да се проектира во новиот урбанистички план да има барем 20% од градските и околу градските средини зеленило.